Целосната руска инвазија на Украина веќе една година покажува дека Украина е упориште на демократијата. Пропаднаа плановите на Кремљ да ја уништи украинската државност. Украина никогаш нема да се откаже од слободата, хуманоста, почитувањето на поединецот, следењето на државните обврски и меѓународното право. Украина, за разлика од Русија, продолжува да биде нација управувана од и за народот, а не од диктатор за своја лична корист. Денес се одбележува една година од почетокот на целосната инвазија од Русија на Украина. Единствената причина за оваа неиспровоцирана агресија беа неоимпериалистичките и експанзионистичките амбиции на руската држава и незиното највисоко раководство. Сепак, Путин направи фатална грешка. Руската пропаганда тврдеше дека Украина ќе падне за неколку дена. Во реалноста, Украина не само што ја запре инвазијата, туку успеа и да се ослободи. Да ослободи речиси половина од новоокупираните територии преку успешни контраофанзиви. Сега е потребно повеќе оружје, особено артилерија и муниција, тенкови, ракети со долг дострел, борбени авиони, за да се врати агресорот до меѓународно признатите граници на Украина. Не прашувајте колку долго ќе трае оваа војна. Прашајте како да ја помогнеме на Украина да победи поскоро. Колку побрзо и повеќе безбедносна помош добие Украина сега, толку побрзо војната ќе заврши со сеопфатен, праведен и траен мир. Ниту Украина, ниту кој било друг не е заинтересиран за долготрајна војна на трошење, што ќе ги зголеми жртвите ќе бара дополнителни ресурси. Украина јасно стави до знаење дека нема да прифати мир по секоја цена. Тие нема да се согласат со ништо што ги држи украинските територии окупирани и го става украинскиот народ на милост и немилост на агресорот. Русија мора да биде запрена сега, бидејќи смирувањето на агресорот би довело до повеќе злосторства на друго место. Русија не ги промени своите планови за уништување на Украина. Секој пат кога Русија цинично повикува на преговори, незините окупаторски сили го прават токму спротивното и се обидуваат да тргнат во офанзива. Кремљ продолжува со својата мобилизација и набавка на оружје и муниција, што јасно говори дека едно прави, а друго чини. Русија продолжува да работи со авторитарни земји како Иран, Северна Кореја и особено Белорусија, чија земја ја користеше и се уште ја користи за да изврши инвазија, ја користи и да обезбеди обука и логистика. Меѓународната заедница мора да го зголеми притисокот врз терористичката држава, незините помошници и полномошници и секој кој помага на Русија да ги заобиколи санкциите. Украина продолжува да се бори за слобода. Ке се борат онолку колку што е потребно за да победат, бидејќи соочени со руската геноцидна агресија, немаат друг избор освен да победат. Украина може и ќе ја добие оваа војна. Украинците се длабоко благодарни на сите своји сојузници и на сите мирољубиви држави во светот кои даваат поддршка. Повеќе поддршка сега ќе значи побрз мир и победа. Украинската формула за мир, која што е представена преку официјалните представници, се состои од 10 различни точки кои кога ќе се применат, ќе донесат сеопфатен, праведен и долгоречен мир во Украина, но и безбедност во целиот свет. Нема друг начин да се стави крај на војната закана на Русија за незините соседи и европскиот начин на живот, освен да се победи на бојното поле во Украина. Оваа војна не е само за Украина. Бруталниот напад на Русија ја наруши глобалната безбедност и ги загрозува сите народи,
Оваа војна мора да заврши со триумф на меѓународното право и повелбата на Обединетите нации. Правдата мора да се врати за Украина, за Европа и за целиот свет. Секој руски воен злосторник мора да биде казнет. Формирањето на специјалниот трибунал ќе овозможи политичкото и војното раководство на Русија да бидат кривично гонети за најтешки злосторства. Украина работи активно со партнерите за формирањето на трибуналот и ја заслужува целокупната наша поддршка. Ви благодарам на вниманието.